Денеска православната црква ги празнува светата великомаченичка Ирина и светите Мартин и Ираклий. Светата великомаченичка Ирина живеела во апостолските времиња на Балканот во некој град Мегдон, каде што незиниот татко Ликини бил мал цар. Некои мислат дека била словенка, родена како незнабожец од родители незнабожци. Пенелопа, така и било незнабожечкото име, се поучила на христијанската вера од незиниот учител Апелијан. Светиот Тимотеј, ученикот на светиот апостол Павле, ја крстил неа и незините дворјанки и ги донесол посланијата на светиот апостол Павле за читање. Со одрекувањето да се омажи, таа го разгневила својот татко кој сакал да ја мачи, но на чуден начин таа го обратила својот татко во христијанството. Уште од 4 цара, освен од незиниот татко, била ставена на разни маки, но Бог преку своите ангели ја спасувал. Царот Седекија ја закопал до главата во ендек, полн со змии и скорпии, но ангел Божи ги умртвил отровните гадинки и ја сочувал светата девица неповредена. Тогаш истиот цар се обидел да ја пресече со пила, но пилата се одбивала од незиното тело како од камен. Потоа пак истиот цар ја врзал за тркалото под воденицата и пуштил вода, за така да ја умре. Но водата застанала да тече, стоела и девицата останала здрава и жива. Царот Савах, синот Седекиин, ја потковал со клинци, врз неа натоварил вреќа песок и ја зауздал, па наредил та ја воделе како скот далеку надвор од градот. Навистина сум како скот пред тебе, Господи, говорела светата маченица, трчајки зауздана по своите мачители. Но ангел Божи ја потресол земјата и таа се отворила и ги проголтала незините мачители. Преживувајќи ги сите маки, преку кои обратила огромен број незнабожци во христијанството, Ирина преминала во градот Калиопол, каде ја проповедала верата во Христа. Тамошниот цар Нумеријан сакал да ја умре на тој начин што ја фрлил во 3 вжештени метални волови едно по друго. Но девицата била спасена и останала жива. И мнозина виделе и поверувале. Епархот Воводин ја одвел во градот Константин, каде што намислил да ја убие, на тој начин што ја оставил на вжештената решетка. Но и тоа не и наштетило на светата Ирина, а мнозина привела во вистинската вера. Најпосле Ирина дошла во градот Масенври. Таму царот Савори ја умртвил, но Бог ја оживеал. А царот со мноштвото народ, видувајќи го тоа, поверувал во Христа и се крстил. И така светата Ирина со своето страдање и со чудата привела во верата повеќе од 100.000 незнабожци. Најпосле самата легнала в гроб и му наредила на Апелијан гробот да го затвори. По 4 дена кога го отвориле гробот, неа ја немало внатре. Така Бог ја прославил за навек девицата и маченицата Ирина, која се жртвувала и се претрпела за Бог, што повеќе да се прослави меѓу луѓето. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасенија нашего ради. Во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја. Распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи. Един си свјатија Тројци, спрославляеми Отцу и Свјатому Духу, спаси нас. Светите Мартин и Ираклий, словени, биле гонети од еретиците ариевците во Илирија. Испратени во прогонство, овие витези на православието го завршиле земниот живот во 4 век и се преселиле кон Господа. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую бессравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.